Потрагата по посигурна иднина и брзо збогатување ги прави луѓето лесна цел за креаторите на пирамидални измами. Ке ви ветат брда и долини, ке добиете ветер и магла. Ова е приказна за една апликација која што е присутна во Македонија и во над 50 држави. Ова е приказна за измама, за која што постојат судски случаи и во Македонија и надвор од неа. А како функционира сето тоа? Шопинг по кој следат повеќе попусти, оплодување на средствата што сте ги вложиле, акции во апликација која ќе расте бидејќи светот во иднина ќе пазари со електронски кредити. Вака звучат ветувањата при понудата на агентите на апликацијата Мојот свет, да авансирате средства во сметка за која велат дека по одреден период ќе ви заработи доволно многу пари за безбедна иднина. Се нудат базични пакети со авансирање на 500 евра, се до 5000 евра. Според понудите, ќе добивате попусти во неколку трговски марки во Македонија, но и во 56 држави надвор од дома. И сето тоа преку веб апликација со шопинг поени кои секогаш се најмалку троцифрени и звучат примамливо за граѓаните. Редакцијата на 25 минути стапи во контакт со маркетери на оваа апликација, за да го утврди начинот на кој на граѓаните им се нуди сигурна иднина. Позадината е шопингот. Ако се друго те замре, шопингот не замира. Што ми е доказ? И тоа ти е гаранција. Ти гарантираш дека. Не сум уверена во тоа. Не сум уверена, верувам. Ти си уверена, ама немаш гаранција. Дека јас ќе добијам пари. Што да има толку гаранции, да има нека гаранција и таа не е важна. Например, што нотар оди да заверам, нотарот поишпи нотар внутри, ќе умри до тоа со здравје. Сега не тирај сега да. Ама добро, законот за ако умре нотарот, законот вели дека ќе се најде друг нотар. Јас имам за сертификат, имам добиено дека ќе добивам. Ама каде го пишува тоа дека ќе земам ја месечно? Како ја го пишува? Каде го пишува? Го кажуваат они, значи на семинарите го кажуваат. Не, освен што кажуваат, дали? Ама Ама јас знаеш што све можам да ти кажам, дека јас можам да ти исплаќам. Дај ми ти 3000 евра, ќе ти дадам ја сертификат. Па на што е? До сега никој, освен што има семинари, на семинарите се збори. Значи ти мораш доказ да ми дадеш дека јас ќе заработам пари. Ете, фирмата, бизнисот, апликацијата, све е тоа доказ, све е електронски. Ама јас ги купив, имам сертификат, таја и таја, добила на блок 3 толку и толку сертификат по печатот. И ти веруваш дека ќе ти се вратат парите? Јас верувам. Не да ми се вратат, ми се оплодат. Што ми мене гаранција? Јас верувам во бизнисот. Зошто? Кога светот ќе разменува електронска валута, не знам, нема да одам кај можам да разменам пари, не разменувам. Менувачите ќе се разменувам на блок 3. А си разменуваш ти на блок 3? Не си разменувам. Зошто? Зошто да разменувам? Са не ми треба, чекам вредноста да порасте. Јас за 4000 евра, еле сега погледам, 4000 евра, добив 40.000 акции. По вредност од 0,1. Кога ќе порасне вредноста. За 4000 евра сум купила 1 евро да биде 40.000 евра. Нема 1 евро да биде, ако ќе добиде 2 евра, 3 евра, 5 евра да ќе биде, ама јас нема да ги продадам акциите, ќе земам дивиденди, акциите ќе ми стојат. Кога ќе чекам вредноста да порасте, да биде 4 евра акцијата. 4 по 4, 160.000 евра. Што сум дала? 4.000 евра. А овдека ја ти нудам тебе 24.000 МСП. МСП што е? Акции, my share points ги викаат. Добро, на македонски да збориме, не ради. Акции ти кажам, добро е сега. Да. 24.000 акции ги купуваш за, да речиме, под наводници, ќе чеш пак немам сертификат. Меѓутоа, мене ми ги дава таму на Не, ќе ги купам за колку пари? 3.000 евра. Да ти дадам 3.000 евра. Не, нема да видиш, ти ќе си платиш сама. Аде, у твојава фирма кај што работиш ти. Јас сум комерцијалист, та не е моја фирма, јас сум еден вид, да, комерцијалист сум. Таму пишува, лајконет, лајконет. Целта на мојот, јас сум многу среќна што влегов во овој бизнес и што го видов. Акаунтот како еден вид електронски доказ. Да. Многу е тешко ние со нашиот, да речем, мајнци, со сваќања. Све сме научили, дај цел. Нема веќе. Инвестиции облаци нема во нашиот бизнес. Тоа е лага. Има акции и откупување на шопинг поени. Еве да ви го објаснам. Јас знам дека до нова година, као семејство, а и ти,
И ти знаеш дека до нова година ти жалееш 5000 евра ќе потрошиш. Значи да си најскржава, 5000 евра ќе потрошиш. Зборам за основни намирници, така? И сега ако го знам тоа, овој систем ми нуди можност, незадолжителна можност. Јас го нарекувам опција за интелигентни. Да кажам, окей, дај да си откупам јас, да речеме за 500 евра, си откупувам шопинг план. Ги откупувам, као да съм ги потрошил. И компанијата, бидејќи ти не откупи 500 евра во шопинг плани, сега ние ти поклонуваме уште 500 евра во шопинг плани и дојдеш дупли попуст. До 31 јануари оваа година, компанијата рекеше вака, секој што ќе купи шопинг плани однапред, ние знаеме со сигурност дека ќе ни биде лојален партнер. Зошто? Од јас ако сум купил шопинг плани кај трговците на MyWorld, сигурно нема да трошам кога не морам кај трговците што не се на MyWorld, за да си добијам дупли попуст. Например, откупив шопинг плани јас и ми треба зимски гуми есента, така? 1000 евра се зимските гуми. 4 зимски гуми. И трговец еден, да не го именувам, вика, давам 10% во кешбек и 10% во шопинг плани. 200 евра ми се вратија мене назад. А како ти се Е, врати? како се? Кешбекот и онака ми се враќа. Ама нели јас веќе сум си ги купил шопинг. MyWorld ти ги даде парите. Европа гуми како MyWorld. Оти, шо правам јас? Бидејќи сум си купил шопинг плани за 500 евра, земав 1000 шопинг плани. На 1000 евра гуми, мене ми се вратија 100 евра во шопинг плани. А и 1000 шопинг плани ти купи. Не ме следиш. Јас купив, да, 1000 шопинг плани за 500 евра. Точно. А купив гуми за 1000 евра. Оти морав да ставам зимски гуми. А колку беа иначе? 1000 евра? Ама мене ми се вратија 100 евра во кеш и уште 100 евра се ги кеширав шопинг планите. Маркетерите ги отфрлаат сите обвинувања дека се работи за пирамидална измама и дека станува збор за реален брз бизнис кој бара ширење на својата мрежа за што поголем профит. При тоа, нема склучување на договори со потписи пред нотар, туку неопходно е да и се верува на апликацијата. Мојот свет е наследник на Lioness програмата. Во Македонија под ова име постои од 2011 година и според извршните луѓе, таа број околу 300.000 регистрирани потрошувачи и околу 1000 трговски партнери. На глобално ниво пак има 20 милиони членови потрошувачи и околу 150.000 трговски партнери. Она што буди сомнеж за исправноста на овој бизнис се судските случаи во Македонија кои се водат против мојот свет, каде граѓани се жалат дека биле доведени во заблуда и дека средствата кои ги вложиле нема да можат да ги повратат. Во Македонија има една пресуда во корист на лице кој ја тужило компанијата и уште 9 кои во сопарничка постапка бараат одштета од оваа компанија. Се работи за лица од повеќе македонски градови. И не се само овие примери во македонското судство. Доколку ја пребарате историјата на Lioness, како името на главниот човек на оваа шопинг заедница, австриецот Хуберт Фрајдл, се воочува дека Lioness е под истрага од самото нејзино формирање во 2004 година, и тоа во неколку држави со обвинувања дека се работи за понзи измамничка шема, каде според пирамидална поставеност, инвеститорите се исплаќаат со парите на други инвеститори. Сепак, од MyWorld Македонија за емисијата 25 минути ги отфрлаат сите пишувања во јавноста, тврдејќи дека се еден од ретките, ако не единствениот регистриран правен субјект во државата, кој само иницијативно барал инспекцијски надзори од релевантни финансиски институции. Во текот на следните изданија на 25 минути, ке слушнете лични сведоштва на луѓе кои се чувствуваат измамено. Ке разговараме со нивните правни застапници за тоа дали имаат издржан предмет, како и со финансиската полиција и јавното обвинителство. Господине Трендафилов, компанијата MyWorld или на македонски Мој свет е позната компанија во светот, но не по работење, туку по истраги, по понзи шеми, истраги за мамење и измамување на граѓани, на луѓе. И во Македонија еднакво оваа компанија е под истрага. Се работи за продавање на акции
Преку шопинг поените всушност се купуваат автоматски и акции кои воопшто не котираат на берзата и се ветува дека ќе излезат на берза за неколку месеци. Вака, бидејќи во светот во моментот и порано веројатно имало доста финансиски измами, и овој момент го користам да и во вашата емисија се обратиме до јавноста, значи бидејќи и како држава и како институција мораме да апелираме до граѓаните дека дојде времето на премногу финансиски измами. Електронските помагала, интернетот, денеска овозможија да понзи шемите имат широко поле на делување. Ако тргнеме од една наша изрека дека пари лесно не се заработуват, не се заработувале во минатото и сега не можат да се заработат. Значи, тој начин на лесни пари за работување треба сите да се посветиме и да знаеме дека не постои таква можност. Од друга страна пак, тргнувајќи од економската логика, економичарите, во сите книги, вика ризикот прави капитал, е една од големите можности на луѓето кои се занимават со некакви финансиски измами да делуваат на повеќе полиња. Кај нас начинот на издавање на акции, на котирање акции на берза, начинот на тргување на акции е строго дефинирана област. Значи, за тоа имаме уствари со берзата 3 институции државни кои се занимаваат со пазарот на капитал. Значи, Комисијата за хартија од вредност ги контролира како се вика правните лица кои даваат услуги поврзани со тргување на акции. Централниот депозитар за хартија од вредност тие акции ги верификува и ги заведува и истите котират на берза. Значи, така да ова што го спомнавте, јас пак уште еднаш ќе подлечам, значи нема да спомнувам јас имиња, зашто ние сме ипак државна институција официјална. Во таа насока овде сите требаме да бидеме свесни. Во случај при котирање на светска берза, значи овде треба некоја правно лице кое ќе се занимава со давање услуги поврзани со тргување со акции или било какви финансиски деривати, пак мора да биде регистрирано во државата, да биде лиценцирано, да се знае кој да применува. Значи, еве сега, пошто ние сме управа за финансиско разузнавање и сме поврзани со делот на перењето пари и финансирање тероризам, тие правни субјекти имат обврска да спроведуваат мерки и действија за спречување перење пари и финансирање тероризам. Така да, реков уште еднаш, подвлекувам дека таа дејност е строго регулирана со минимум 3 институции во државата кои се занимаваат со регулација на начинот на продажба на акции. Сега, од тоа секој треба да извлече заклучок дали нешто што може да ви се нуди со некакво хартијче е за вас одговарачки бизнис во кој би вложиле пари, секој ипак донесува сам одлука. Зошто ви кажувам, денеска електрониката овозможи многу можности за некакви инвестирања, али рековме и уште повеќе измами. Понзи шемите денеска можат, значи, како се викат, да ги развивате до безвез. Бидејќи порано понзи шемите ви требаше да соберете некои луѓе, да нешто промовирате, да тие луѓе понатамо одат, вклучат своји пријатели и последните своји пријатели на крај секогаш како резултат на тие шеми секогаш има растурени пријателства. Значи, бидејќи тој што ги креира тие шеми, тој отишол на најверното, на пријателството, да го злоупотребите пријателот ваш, при тоа
да направи финансиска штета негова и знаете дека на крај завршува со растурање на таквите пријателства. Ви кажав, денешната можност со електрониката веќе немате потреба да прибирате луѓе, да промовирате нешто, него денеска сте во океан. Значи, преку интернет или преку портала ќе пуштите ваш мамец и вие седите во канцеларија, чекате некој да се улови. Бидејќи сте пуштиле на милион луѓе, 1% од тие риби, значи да може да влезат во вашата мрежа, вие сте добиле големо богатство. Значи, по Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам, банките имат индикатори за препознавање на сомнителни трансакции поврзани со финансиски измами или понзи шеми. И по истите тие постапуваат и доставуваат извештаи до Управата за финансиско разузнавање, по кој управата постапува, и ако се утврди дека, рековме, се понзи шеми или финансиски измами, управата согласно законот доставува извештај до надлежно обвинителство за организиран криминал со основи со сомневање за перење пари. Бидејќи измамата е една од предикатните дела за перење пари, понатаму обвинителството има своја обврска да постапува. Значи, предмети поврзани, сега за тоа ви кажав, поврзаноста, предмети поврзани со вакви шеми се обврска на управата и се обврска на обвинителството. Но финансиските извештаи што ги подготвува управата се информација која влегува во предистрагата. И затоа рековме, како институција не споменуваме имиња, дали за некого водиме предмети или не водиме предмети. Се работи, значи, за предистрага во оваа агенција за финансиско разузнавање и заради тоа вие не можете да дадете попрецизни детали и информации. Сите информации од управата и дали за тој случај или за некаков случај ние водиме предмети, ви реков, тие се од доверлив карактер и ние не можеме да даваме информација, бидејќи се дел, секогаш нашите информации се дел од предистрагата. А предистрагата согласно Законот за кривична постапка е тајна. Значи, затоа нели рековме, не споменуваме овде имиња, подвлекуваме, само сакаме да подвлечеме дека измамите и денеска постојат. Јас секој ден на мојот службен компјутер добивам информација дека принцеза од Уганда која поседува 50 милиона евра во некоја сметка во Уганда, сака да ги пуштам моите податоци за како се вика, моите лични податоци од сметка, да ми ги префрли парите, половина ќе бидат за мене, и такви измами имате, значи, такви информации кои ги добиват имате секој ден. Значи, и граѓаните го имат тоа. Значи, начинот како ќе денеска, кој е начинот на кој начин ќе бидете измамени, не знаете. Значи, требаме да бидеме свесни за тоа дека не знаеме кој стои од другата страна на една имейл порака. Мене ми беше нудено од лице кое работи во My World да купам акции, да вложам сериозна сума на пари, и ми беше кажано неколку недели, денови, постојано ми се вршеше притисок веднаш да ги уплатам парите, заради тоа што истекува времето. И потоа се затвора всушност кругот и повеќе немали да бидат тие акции бесплатни, но ми се бараа пари да вложам за бесплатни акции. Вака, пошто еве сега седам овде и тоа е истиот принцип како што вас би го кажувале на еден измамник што овде на Вардар стои. Значи, он ви кажува, еве, пошто мене ми требаат сега пари за автобуска карта, ви давам златен ланец од вредност од 500 евра, дајте ми вие мене само 2000 денари за да земам карта до Белград, а
ланецот златен вреди толку пари. Значи, ама ако сега не ми дадете, еве другиот ме чека, ќе ви го земе. Така да истата приказна и знаете како, во тој начин на измамување обидот да нешто се направи на брзина, за да немате време за размислување. Значи, тие се тие принципи. Не се менјават, тие од секогаш биле и сега се, не можеш тоа другчија. Значи, да го фатиш, да ја фатиш жртвата неспремна. Значи, знаете, утре веќе нема да бидат бесплатни, пропаѓате, вие сите други ќе бидат богати, освен вие што ќе бидете сиромашни, ќе останете така, а шансата ви беше сега. И никогаш повеќе, и никогаш повеќе, и тоа се приказни, милион и такви. Значи, кој е начинот, еве, граѓаните, доколку и еднакво така им се врши некој притисок, еднакво така некој им пишува пораки, им закажува средби и врши притисок веднаш да се дадат парите, дали можат тие граѓани да го пријават случајот кај вас? Значи, рековме, ние како институција не сме истражен орган. Тие се пријавуваат во полиција, значи бидејќи ние сме друг тип на орган кој што прибира податоци, значи или спречува нелегалните пари да влезат во системот. Но веќе кога се случила измамата, стекнатите средства, тој што се стекнал со овие средства, и ги внел во финансискиот систем, се обврска, прво рековме на банките да пријават дека има таква сомнителна финансиска трансакција и понатаму управата постапува. Значи, на тој начин што на крај изготвува извештај до обвинителство за организиран криминал и се води постапка за перење пари, каде што тие средства се одземат, значи во корист на државата и понатаму, значи државата гледа начин да ги обештети, значи оштетените граѓани. Рековме, не сме институција кај која се пријавува, него нашата препорака е да истите измами се пријават до до Министерството за внатрешни работи. Без разлика дали дале пари или не, можат да пријават. Можат да ги пријават. Значи на ова, зашто рековме и веќе, иако се случило да сте дале пари, охрабрете се, пријавете дека сте измамени. Значи, зашто на тој начин го скратуваме кругот на луѓето кои се занимават со измами. Имате вакви случаи многу? Зашто рековме, има случаи, но повеќе луѓето ги пријавуваат во Министерство за внатрешни работи измамите, а случаите кои што ги пријавуваат, значи рековме приватниот сектор, банките, има случаи. Значи, зашто рековме, денеска постојат многу начини на измами. Дали со My World имате пријави? Сега затоа рековме, значи овде не ги споменуваме имињата, Не смеете не го зашто спомнете името? Значи, имињата не споменуваме, не се држиме конкретно за примери, значи зашто вие рековме нашата улога како институција, бидејќи во нашето име стои разузнавање. Разузнавање, тоа е тајно работење. Значи, зашто рековме, ние пак и денешниот разговор го прифатив со цел да упатиме една порака до граѓаните, дека некои луѓе седат во канцеларија и ништо друго не прават, освен што измислуваат измами. Значи, вашите честно заработени пари може некој да ви ги земе многу лесно, зашто рековме, затоа требаме да бидеме секогаш свесни на што ставаме подпис и на што веруваме. Посебно реков уште еднаш до младите луѓе да внимаваме да не си ги даваме личните податоци. Зашто после тоа, пошто вашите лични податоци се ваши за цел живот, не може вие да тие ги промените. Значи, може име, презиме да смените, но матичен број никогаш не можете да го смените. Значи, а поседување на еден ваш матичен број и тој се поседува за секогаш. Значи, и во светот можете да бидете стварно злоупотребувани за многу измами.
Добро, ви благодарам за овој разговор. Исто ви благодарам и на вас.